Пливањето, кое го посветив на мајка ми, која боледуваше од рак, беше на 31 јули 2021 година, на релација Охрид – Свети Наум – Охрид, долга 44,8 км и ми беа потребни 15 часа и 33 минути за да го завршам подвигот. Убедливо најтешкиот и најисцрпувачкиот маратон кој што сум го имал. Причината за тоа беше огромна грешка од мојот тим, кои несвесно ми даваа повеќе калории од што ми беа потребни, што доведе до неиздржливи болки во стомакот и губење на сила. Неколку пати брат ми мораше да плива со мене со опит да ме мотивира, но ништо од тоа не работеше. Тогаш не знаевме што е проблемот, а тимот мислеше дека е криза. Дојде до момент каде некој предложи да ме извадат од вода, но јас, знаејќи дека ова е за мајка ми, која неуморно се бореше со ракот, во мене си реков: ќе го завршам ова по секоја цена. За среќа, го завршив пливањето и бев пречекан од мојата мајка. Само слушнете емоцијата. Мајките! Ајде, дојде! Браво! Колку те е сакал! Браво! На истиот датум, во 2022 година, ги препливав седмата релација за тоа лето. Радожда – Трпејца градиште, долга 24 км за 6 часа и 52 минути. Едно од моите омилени и најлесни препливувања. Се движев со просечна брзина од 3,5 км на час, што е одлично со оглед на тоа дека пливам без користење на нозе. На ова пливање беше направена една од моите најдрагоцени слики, откако се прекрстив како праќам бакнеш до мајка ми. Разликата меѓу тие две пливања е огромна. Првото ме научи што значи да бидеш целосно исцрпен и неработно одгажување, а второто ми покажа дека кога телото и умот работат заедно, дури и тешките искушенија можат да бидат лесни и убави.